Ај, здраво живо, како доаѓа до крај на ден 2 неделиот ова грозоморно судење и одлука од судството до кај ќе се пресуди на што ќе сноси таа казна и одговорност на кој ќе биде префрлена и окончана оваа фарса да пред се сочувство до семејството, фамилијата на малата Вања и на велешанецот Панче, па како што од сам старт на оваа една ужасна вест која не потресе пред години и пол сите, не расплака, не остави уневерување дека е возможно нешто такво овде да се случува. Следеше од другариве мои од мало, одма ме подсетија на една ситуација, еден настан пред четврт век у наша младост, кој се поврзува со првообвинетиот, да јас тотално немав појма дека таа е таа личноста која нас прв комшија ни бил и цел живот ни живеел у мало на 50 метри од кај живееме и од кај цел живот се збираме. За нас тој важеше као за парламентарецот, не знам ни од кај го најдовме тоа име парламентарец, ама демек некој кој работи, кој фигурира во тие структури на собрание, на влада, на парламенти, дали бил некад, дали не бил, јас стварно појма неам, но парламентарецот беше и остана за нас да една вечер седиме у мало класика, у градинка скриени, циркаме пивце, да не сме на јавно на улица, кај што секоја вечер не стопира од секторот за недозволена трговија и дрога со белите голфови, раат мирни реметеа, не претресуваа, не тероризираа, да така беше оваа ноќ зацкриени на една само кочи бел голфи. Прво што помисливме дека се повторно они. Од друга страна пак трча еден улетан што одма ни дава за идеја дека некој крадел нешто и бега и ние како малски џаболебари заштитнички настроени по него се дереме, пцуеме, застани, се претиме да го фаќаме, да го линчуваме, нели? Лопов бега, ние сме тие кои ред и мир одржуваме у населба, не сме никој да прави белја. Кога се судрува он на прва кривина со голфов, кочат, шкрипат и скачаат двајца во кожни јакни со молотови коктели во рака, нешто што пред куќата на Палчо го издвојуваше од населбава наша и даваше на некој статусен символ дека некој е на више ниво од останатите, што имаше еден црвен джип, многу убав, нешто како на сликава, дали Вранглер, дали нешто тој стил, кој не можеше да биде одмината, да не се запази и погледне и видовме метата дека е токму тој возило таа кола и се скривме зад ограда, не трепкаме, ќутиме и едниот замавнува странично, професионално го лупа молотовиот коктел у джипот, другиот замавнува преку рамо, пола бензин го истура на него, се запалува, една драма, една акција, една паника се случува, јакната соблакат, ја газат, по земја го тркалаат, у кола го ставаат и како брзо дојда, таку уште побрзо и избега. Ние гледаме, вау, викаме што е ова акција, филм се снимали, сонуваме ли, халуцинираме, рипаме одма ограда, правиме глупост, една најголема детска, идеме до джипот, не баре со фаца се лепиме до него, кај што можевме сите да настрадаме, кога почна све тоа да гори, да експлодира. Прво почнаа гумите, па стаклата, па аербеговите, која рокна воланот, ја мислам, го катапултира до месечина. 5 минути леташе, заборавивме и дека го вувна нагоре, пробуши и кровот кој беше кабрио и по 5 минути падна на сред улица. Прскаше, пукаше, експлодираше до пепел, до темел, све изгоре, да комшииве одма совесно искочи од дворови, уклучија црева, пробаа да гасат, да помагаат, но немаше полза од тоа и што ми остана нешто чудно, да ни полиција, ни пожарна не стигнаа први, туку тоа беа новинарите, како некој да
веќе претходно им соопштил дека нешто такво ќе се случи, па да бидат ексклузивни и да зберат информации. Прво на кој налета бевме нели ние, очевидците, главни сведоци, но по каузата на улицата ништо не сум видел, ништо не сум чуo. Кажавме дека поима неаме што се случува, колку они знаат, толку и ние знаеме, неаме информација. Улетаа пожарните колку да заклучат дека работата е веќе свршена и нема поента да се палат цревата. Полицијата исто распрашуваше сведоци од комшииве, сите на кај нас у патија, дека кога искочиле, прво нас не затегнале околу возилото и на улицата, да највише ние сме тие кои мора нешто да знаеме повеќе од останатите. Не трга еден по еден на страна со плашење, со добро, со лошо, да пробаат да излечат од нас некоја информација, но и таму се покажавме како достојни, лојални на нашата кауза. Ништо не сум видел, ништо не сум чул, нисам ја одавде. Да видео нема абер од нас. Бидна што бидна, ѓурултијата стивна и сите си замина, све се стиша и продолжи малскиот живот да си тера како и пред тоа. Да не мина едно недела дена, веќе на истото место беше паркирано едно огромен нов джип, уште поголем од овој предходниот, со церади нови, со фолии, со патосници, со салон купен у стил да покаже еден чалом. Не може вие толку да палите, да уништувате, колку можам ја да купувам нови джипови и да гајле си неам, што тука одма ни даде на знак на нешто дека овде се работи за некоја крупна ѕверка. Како помина едно пани месец дена, јас со мојот кум, тогаш уште најверен другар, усред ног се враќаме на кај дома. Што да видиме? Пред истата куќа, джипот нов, сите прозори искршени сол. Тој каков беше будала, одма влезе, расчепка по кола, украде еден апарат за сликање, еден парфем имаше, у шал таблата му расчепка по цел автомобил, да не најде нешто богато, да не има плен некој ајдучки да ќарува, што и денеска го однесе тој клептомански дух у него, да е у Шпанија на долгогодишна робија за 7 плячки на банки именувачници, што кој знае која животот повторно ќе не спојува и дали воопшто ќе се гледаме некојаш пак на таа негова голема пресуда и казна доделена. Па тука се и реков овдека се работи за некој која правил голема белја и да ова е само знак дека за него понатаму мир ке нема. Што е после толку години, само се потврди дека он бил некој кој во некои длабоки структури, криминални, ДБК, информационални, државни структури, највисок криминал, највисок безбедносен, полициски, државен, да бил умешан у сите, имал умршано прсти, да кроел криминали тешки до степен да еве до каде се воведе оваа работа, да и животи бидат одземени, што кој знае колку зад себе на душа ги носи. Кога ќе погледнам колку е смирен во сето тоа и глуми како да без малку мравка нема згажено, а еве гледаме дека сите докази водат у негова насока, па останува да видиме докај ќе однесе таа конечна пресуда, долго очекувана, и да биде задоволена правдата, иако ја што и да биде одлучено, не верувам дека некогаш ни половина ќе биде откриена вистината што тој ден било мотивот и причината. Па еве за сите што толку запна тера, знам дека нема ист ефект кога има фацијална експресија, моја драматургија, кога ќе се унесам и кога ме гледате уживо како се соживувам и ова дешавка ја раскажувам, која и до ден денес е како вчера да се случила, толку силна во мене има импресија. Па се надевам, ете нешто ново слушнавте за монструмот, за парламентарецот, за
делото за збиднувањето за грозоморниот чин на деценијата, може и на столетието, нешто такво одвратно се неаме судрено да ладнокрвно биде дете усред бел ден, ни криво ни дужно убиено. Уште една сочувство до фамилијата, Бог да ги прости, поздрав до сите и секое добро, чао.